I hope that this is the start of something, you know, to come to this part of the world and meet more musicians. I know that these guys, especially Danny and Nino, they've been playing with all kinds of musicians in this region, like larger group stuff in different cities outside of Macedonia for sure. And this is like a stepping stone for me, to meet these guys, work with them, and then meet other musicians. Првично муаветот со Кен Вандармарк беше преку нашиот пријател Джан Инандим од Турција, кој е често присутен во Скопје. Си имаме спријателено последниве неколку години и преку него нашиот албум стигна до Кен, му се свиѓаше. Меѓу тројцата се договоривме дека ќе биде интересно да направиме соработка, се поклопија коцките и се договоривме многу брзо за терминот. Со Пол беше малку различна приказната. Се сретнавме во Софија на концерт каде што свиравме јас и Нино. Он свиреше со групата на Акира Саката и неколку пијачки и брзо испадна договорите со него. Така што они двајца добро се знаат, соработуваат преку 30 години заедно и беше логичен избор да се спојат они со нас. Фантастично искуство. Мислам да биравме со кога да свириме, не можевме да избереме подобри ликови. Мислам ние израснавме со нивната музика. Сега не дека ја слушавме на 10 години, меѓутоа кога почнавме да го формираме нашиот музички вкус во врска со импровизираната музика, тие ни беа едни од двајцата главни ликови и се уште се. Мислам, гиганти во светската импровизирана музика. Кен придонесе 4 композиции, односно напиша специјално 4 композиции за овој проект. Ние придонесуваме 2 подолги композиции, така да материјалот ќе биде авторски поделен меѓу Кен Вандармарк и Светлост. Аранжманите ги работиме сега во моментов како што гледате и до утре се надеваме дека ќе бидат доста цврсти, каде што треба да бидат и дека ќе има простор за изразување и импровизација кај што треба да биде. Они се професионални музичари кои свират по 300 концерти во годината. Ние сме исто доста активни во последниве неколку години, така што мислам дека работата ќе иде брзо и ефикасно и дека на крај ќе имаме музички производ кој ќе биде интересен за слушање. The music that was sent to me had a lot of personality and energy. Like, it didn't feel like another energized free jazz thing. It was like they had their own kind of melodic sensibility and had a lot of passion to it. And when I was communicating with them about, well, let's try a project, you know, would they be interested in, what I'd be interested in, there was a lot of overlap. It wasn't like, you know, I said, I really want to work on pieces. And they're like, yeah, we want to work with pieces. And I didn't want to just jam, and they're like, we're not interested in jamming, you know, we wanted to have something concrete. I love is going from Central Europe to Eastern Europe, you know, like former Yugoslavian countries or Poland. I played a lot in Poland. The music fans are amazing. They are so into all kinds of music, and all kinds of people come to shows, they hang out, they listen. And that's a big deal. Like, I feel like the music I play, maybe it's more adventurous than mainstream pop radio, but it's music, it's for people, you know? And so I've always had a great success coming to, you know, Skopje. This is like the 4th time I've been here. I've played the festival 3 times. And the audiences have been so receptive and open-minded, and that's what we want as players, is to play to listeners with an open mind.
Скопскиот џез фестивал е една сериозна институција која ни има дадено многу прилики да ги слушаме. Луѓето со кои што сега свириме ги имаме прв пат во живо гледано на Скопје, на концерти на Скопскиот џез фестивал. Така што Скопје џез фестивал е големо име и ни значи што се вклучи во проектов.